Скопје е избран за Европска престолнина на културата за 2028 година. Да. Но ние се уште имаме проблем со универзалната сала. Има некои стремежливи ветувања дека ќе биде готова, но и другите институции од областа на културата што се во градот не се на завидно ниво. Како во овој дел? Да, не се особено, да, универзалната сала мислам дека е болка на сите граѓани на Скопје, особено на повозрастните, кои што во времето кога биле млади, многу често да не го заборавиме златно славејќи и сите манифестации и концерти кои што се одвиваа во универзалната сала. За жал, префрлањето на топката од градот ќе ја направи универзална сала, па потоа ја превзема државата, па се случи оној пожар, знаете, во универзалната сала кој што го стопираше процесот. Па сега гледаме година и пол, јас не можам да добијам никаква информација што се случи во оваа година и пол од кога имаме нова власт, нова централна власт, докаде е процесот, бидејќи никакви активности нема за реновирање на универзалната сала. Мислам дека тоа мора час поскоро да се заврши, мора повторно да продолжат активностите, да се реновира, бидејќи 28 година ќе дојде многу брзо. Меѓутоа, ние паралелно на тој процес на универзалната сала, во програмата планираме изградба на конгресен центар. И тој треба да биде на периферијата на градот и треба да биде планиран во новиот генерален урбанистички план. На Скопје му недостасува конгресен центар, нема капацитет за организација на конгресни активности, кога можете да ги привлечете и економските чинители од регионот, може би и пошироко, за да дојдат во Скопје да организирате манифестација од таков тип, вклучително може би да организирате и концерти, како и да е. Саемот недостасува и тој допринесува и за туризмот и за културата на градот. Мене многу ми смета што не функционира Младинскиот културен центар или стариот 25 мај. Јас како млада во моите студентски денови, средношколски студентски денови, многу често го посетував. Имаше таму многу активности за младите. Имаше хорско пеење, легендарниот Запров, јас секогаш го кажувам хорот, мандолина, мандолински хор. Имаше многу активности други. Дали се организираат читања, дали се организираат мали концерти. Тие институции во градот се во моментот замрени и ние, кога ќе се запрашаме зошто младите немаат забава во градот, зошто немаат каде да се забавуваат и на крајот зошто не бегаат од државата, културата и забавата се дел од нивното секојдневие. И ако тоа вие не им го обезбедите, покрај другите работи кои што им недостасуваат, а има многу, нормално е дека младите ќе заменуваат.